И повторно гушви, претесно не можам да се филтрирам тука ни со моторот. И вецето не е нешто сјајно да брка работа за една ноќ. ...22 јуни, 4 часот, поточно веќе 4:25 дојден и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Ова е сабота наутро, сега некој од дискотека си оди дома, ќе легнува да спие, некој може би повраќа после тешка ноќ, а јас, односно ташето, оди да патува и денес одиме за Будва, Црна Гора. Ќе одиме по нормалниот пат од Битола, Ресен, Охрид, Елбасан, Тирана, Скадар и следна станица Будва. Ова ќе биде едно дводневно патување до Будва, денес одам, утре се враќам, а имаме за возење некаде денес 380 км, мислам дека од прилика. И половина час подоцна, 5 без 10 часот, ние се наоѓаме во Ресен. А иначе сега, на овој ден 22 јуни, ги користам едни од благодетите на месецот јуни, поточно крајот на јуни, кога деновите се најдолги во текот на целата година, а најдолгиот ден обично е некаде 23-24 јуни, но може да биде и 28 јуни. Така да тоа значи дека сонцето изгрева рано, како што гледате 5 без 10 часот веќе има доста голема видливост, а заоѓа доста касно, негде кај 9 часот. Моментално слегуваме од превојот Буково и сме во близина на депонијата на Охрид, каде што често се пали ѓубрето и оде на патот многу лошо мириса, како и сега. И гледате, веројатно има и чад. Тоа е од тоа што гори ѓубрето што го имаат запалено. Не е магла, туку е чад. И часот е 5:22, односно 1 часот кога тргнавме од Битола, се наоѓаме во Охрид, поточно на влезот во Охрид. Нема да влегуваме во градот Охрид, туку се упатуваме кон граничниот премин Ќафасан, кој се наоѓа веднаш после Струга. Завртуваме сега тука лево за Струга. Се наоѓаме на влезот во Струга кај еден кружен тек и одиме на вториот излез кон Тирана и граничен премин Ќафасан. Моментално сме на границата помеѓу Македонија и Албанија. Иначе сега помеѓу Албанија и Македонија гледам дека е направено со само еден граничен премин. А истото последно кога влегував од Албанија во Црна Гора беше и во близина на граничниот премин Улцин со еден граничен премин. Дали е уште така, останува да видиме. И добре дојдов во Албанија. Ова е нешто картичка ми нуди. Нема врска. Добре дојдов во Албанија, еден граничен премин помеѓу Македонија и Албанија. Се потрошим малце повеќе време од вообичаено на граничен премин, додека ми беше пасошо кој службениците, но сепак беше побрзо отколку да чекате на 2 гранични премини, мислам дека.
И стигнавме до местото каде што конечно ќе направам јас една пауза. И си ја направив јас својата пауза, точно е 7 часот, сега се упатуваме, поточно продолжуваме да се упатуваме прво кон Елбасан, потоа Тирана, Скадар и Црна Гора. Сега моментално сме во Елбасан, го обиколуваме Елбасан и одиме кон Тирана. Сатот е 7:30, сонцето веќе се гледа убаво и одма се осеќа топлина, жештина. Значи ја рачунајте 7:30 е часот, ами што не очекува подоцна во денот. А ова е особено неделата кога имаме температури од над 30 степени. А исто така сега сме Елбасан, гужвите веќе почнуваат. Што не очекува Тирана, останува да видиме. Излегуваме од Елбасан и ќе се приклучиме на автопадот кој води од Елбасан кон Тирана. И добре дојдов во Тирана, ова се ни многу интересни згради. Кога бев претходниот пат лани тука се градеше сето ова и мислам дека и патот се правеше и овие зградите, ама сега гледам веќе се готови. Сега се приседив подобро, овој дел тука се градеше, гледам уште еден надвожњак го градат, не му е завршен. А не тој претходно што ви реков. И започнуваме со гужвите. Коли до кај гледам како булевар е ова цело, не знам на камера колку се гледа во далечините, ама коли е цела редица. И пробам да се изфилтрирам кај што ме бери. Ама ризично е, секој сака да се пикни, секој сака побрзо да помини, па овде леле уште коли се придодават. Од далечина гледам и ротациони светла. И добре дојдовте во Албанија. Тирана во една слика. И помеѓу Тирана и Скадар и повторно гужви, претесно е, не можам да се филтрирам тука ни со моторот. Предностите кога одите со мотор. Благодетите што би рекол јас. Наближаваме до едно градче село, не знам шо е, стално кога ќе поминам од таму гужви има огромни. И се онде десно ќе треба да завртиме, таму се стеснува и патот и веќе колоната не се движи. До сега бавно се движеше, ама сега веќе ич не се движи. И еве сме во градчето за кое шо ви велев. Дека има стално гужви. И еве пак колоната застанува. Неќам од десно мразам вака, морам. А овие пред мене се од гостивар. И колата му е очигледно е на одмор, дека ова значи нема што немат назад во колата. И конечно сме во близина на Скадар, сатот е 10 без 10, а ние се наоѓаме на 15 минути од границата помеѓу Црна Гора и Албанија. А тука сега, погодете што ја преминуваме реката Црндрим, река која што сите многу добро ја знаеме и која што од Охридското езеро доаѓа до тука. И овде баш на ова место се спојува со реката Белдрим, која што исто така сега по една минута ќе ја преминиме. И заедно двете се влеваат во Јадранското море. Низ истата оваа река патуваат и јагулите од Охридското езеро до Атлантскиот океан, каде што се мрестат. И еве и реката Белдрим.
И тука ние се упатуваме, завртуваме кон лево. И сатот е 10, а ние пристигнавме на границата помеѓу Црна Гора и Албанија. И помеѓу Албанија и Црна Гора еден граничен премин, како и што беше случајот и лани, а сега официјално добре дојдов во Црна Гора. Сатот е 10:08 минути, тогаш веќе сум влезен во Црна Гора, на граница стигнав околу 10:03 минути. Брзо поминав, му се пикнав на едни странци и така отидеш кој не е подносливо премногу жижи. А сега јас ќе направам една пауза, бидејќи во 7 сатот последната пауза ја направив и еве веќе 3 сати и 10 минути се сторија, што мислам и дека е рекорд за мене, толку без пауза немам да сега возам 3 сати со ред. Така да, ама мило ми е што бидејќи сакав да прво знам дека доаѓа жешкото тоа, ни го научив многу добро и сакав што повеќе да извозам со цел да не го фатам тоа јакото жешко во 2 сатот и во 3 сатот. И веќе е 10:10 сатот, јас до Будва имам уште 70 километри можеби. Задоволен сум со сега извозеното, тоа што тргнав во 4 сатот огромна предност во текот на денот ми даде. Предходниот пат кога бев в Црна Гора, мислам дека тука лево ја правев паузата од како влегов в Црна Гора и пак планирам таму да ја направам, а кола има. И сенката е фатена. Ништо таа е пауза. И завршив со паузата, сега одиме кон Будва, имам уште 65 км до Будва, сатот е 11 без 15. Сат и нешто возење негде ќе има, бидејќи низ населени места малку ќе возиме покрај морето, таму нели треба бар да ги поминиме Петровац и негде кај 12:30 може би требало да стигнам во Будва. Сме на само 1 километар негде од Јадранското море, јас веќе го видов. Целото беше како во паре, едва и се гледаше како во магла, веројатно од жештината. А сега се наближуваме до градот Бар и истовремено до Јадранското море. Времето е жешко премногу, јас сум исподен, но топрва доаѓа јакото жешко, така да среќен сум што сум толку блиску, толку рано. Дами и господа, Јадранското море. Сте свести што ми се деси. Чекам на семафори, кренат ми беше визирот кацигата и светнува зелено, тргам сега јас. Тргам и се пулам во лево, пред мене кола имаш. Едно време само ми лутат очите. Тоа пред мене таа тргна си ги опрска, шофершајбната си ја прска, си ја измие и право во мене. Тие на лице капките што ме прснаа ме разлади, ја грајата да речам дека не ми дојде убаво, ама овие во очи директно што ме мавне, ме лутија, уште помалце ми лутат очите. Иначе моментално возиме во Бар, тоа одлево е плажата во Бар и Јадранското море. И полека влегуваме во градот Будва. А јас сум на само колку 3,7 километри од хостелот кај кој ќе преспивам. Се вози, не е нешто кој знае колку гужви, ама сепак има гужви. А плачите одгоре, кој што ја видов, топе, полно е со луѓе. Тоа таму е Будва,
и плажите на Будва. Во Будва куќи не видов, се тоа хотели се што гледам. Сатот е 12:15, а ние сме на 1 минута од хостелот каде што ќе спијам. Која да веќе види? И еве ми е собата, ова ми е кревет. Овие на ова спратче се празни, а долу има уште 4. 2 се фатени, 3. Тоа сиđe. И вецето не е нешто сјајно да брка работа за една ноќ. Не би моторот. А тука е и крајот на овој ден, во следниот се враќаме назад. Би сакал да ви се заблагодарам што го гледавте ова видео, доколку ви се допадна притиснете лайк, subscribe доколку веќе се немате со цел да бидете известени кога ќе објавам некое следно видео. До следното останете поздравени и чувајте се.